Почитувани, добра вечер. Добро дојдовте во отвореното студио на телевизија 24, како што веќе најавивме со нашите вечерашни гости. Ќе ги анализираме кампањите, понудите, партиите, можните коалиции и евентуалната влада, последиците од она што би се случило, кој со кого би влегол во партнерство или не. Има доста да се зборува, кампањата веќе почна, партиите веќе ја изфрлија својата понуда, значи веќе имаме конкретно за што да зборуваме. Како што веќе најавивме, наши вечерашни гости се господата Ѓупчо Зиков, Добро вечер. Александар Спасеновски Добро вечер. и Махи Несими. Добро вечер. Добро вечер на сите господа. Да почнеме од она што е најново, тоа се понудите на партиите, од прилика знаеме. ВМРО ДПМН оди со коалицијата за обнова на Македонија, слоганот е "Исправи се Македонија, обновата доаѓа". СДСМ со коалицијата можеме повеќе е слоганот, и ДУИ е понудата која веќе стана можеби една од главните теми на кампањата, тоа е евентуален премиер албанец. Господине Несими, ајде да почнеме со вас. Инаку јас ги кажав во најавата вашите представувања, значи поранешен амбасадор, новинар, публицист. Кажете ми како ви личат вас понудите, што сакаат партиите, до кои таргет групи да допрат со овие пораки? Вака на кратко на почеток, па ќе влеземе потоа во подлабока анализа. Прво, фала за поканата. Второ, ги поздравувам сите ваши гледачи. И јас ќе почнем од дел од вашата кратка, али содржајно прашање на кои таргет групи им се нудат овие пораки, програми и така натаму. Пред неколку години во една дискусија со одредени тогашни, а од тие некои се и сегашни политичари, расправавме на ова тема кои се профилите на политичките партии во Македонија и кои се таргет групите на политичките партии. И мора да кажам дека всушност во Македонија нема таргет групи, него политичките партии иста програма им го нудат на сите граѓани. Нема, значи, политичка партија која ги поддржува едноставно младите, бара од младите да ја поддржат и така натаму. Друга, една, да кажеме, социјалната политика, друга партија, некој друг. Мислите дека имаат слични или речиси исти програми? Прво, сите се слични, али нема таргет групи. Ми разбирате, тие истото им го нудат на граѓаните на Република Македонија без оглед нити на верска, нити на национална, нити на регионална, нити на полова структура и така натаму. Сите го нудат, тоа што го нудат за сите граѓани. Нема да им се обраќат на работниците, ги поддржуваат работниците, ги поддржуваат интелектуалците, ги поддржуваат не знам што, земјоделците и така натаму, и нормално дека барат гласови од сите граѓани, меѓутоа нивната преокупација одредена или 2-3 таргет групи. Во Македонија тоа го нема. И во Македонија, според мене, тешко е да се зборува за левица-десница. Секој, тие сами себе се декларираат, ние сме десница, ние сме левица и така натаму, меѓутоа, во суштина, кога тие доаѓат на власт, како го применуваат власта, нити се десница, нити се левица. Да, добро. Благодарам. Спасеновски, пораките на ВМРО ДПМН "Исправи се Македонија" и оние први спотови што ги видовме, мислам дека
се јасни што сака партијата отприлика да каже. Првенствено се мисли на Преспанскиот договор, на договорот со Бугарија, предпоставувам, тоа се таргетира. Од друга страна СДСМ вели можеме повеќе. Сушта спротивност на она што го вели ВМРО ДПМН. Да, точно е и за очекување овој распоред на, би рекол, програмските и идеолошките позиции на клучните политички групации во државата, сосема логично, очекувано и, како би рекол, разумно е власта или СДСМ како архитект на овие два меѓународни договори на кои што вие реферирате, е во текот на кампањата да се обиде тоа да го материализира, особено во светло на ефектите кои што следуваа по склучувањето, подпишувањето и имплементацијата на Преспанскиот договор, тоа е членството на Македонија во НАТО и откочувањето, да речеме, на европската перспектива на државата. Така што во таа смисла, начинот на кој што технички би рекол е структурирана оваа кампања од страна на СДСМ е сосема логична, настојувајќи да укаже на некои позиции за кои што оваа партија и коалиција сметаат дека се важни за нашата држава, при тоа нели не осврнувајќи се, негирајќи или заборавајќи ги некои други нешта кои што пак представуваат дел од нејзиното негативно досие. Во однос на карактерот на самата кампања, мислам дека оваа позиција на СДСМ треба да се спореди со задоволството, односно незадоволството на граѓаните од споменатите договори, бидејќи во светло на нивното задоволство, кој што откако ќе се измери, а повеќе пати и мерено е, се разбира, ќе може да се види дали карактерот на кој што е структурирана кампањата ќе вроди со плод или пак ќе биде причина за незадоволство на граѓаните. Од друга страна, пак ВМРО, како што можеме да видиме, вие рефериравте во еден дел и на тие меѓународно политички неуспеси кои што се окарактеризирани како такви од страна на оваа партија и велите и сметате дека тоа е основата на кампањата на ВМРО ДПМН, тоа е така во одреден дел, меѓутоа мислам дека и искуствено тоа како наблюдувач би можел да го заклучаме дека како што ќе одминува кампањата ќе можеме да сметаме дека се повеќе опозицијата ќе се концентрира на внатрешно политичките, економските, социјалните и останатите аспекти од водењето на политиката или од досието на СДСМ како владеачка партија во државата, многу помалку на овие меѓународни аспекти, заради тоа што сметам дека лично тука има поголем простор за политички напад и исто така поголема можност таквиот политички напад да резултира со поголема поддршка на изборниот ден кога граѓаните треба да излезат и да гласат. Од друга страна, она кое што е новина во оваа кампања, практично има две новини. Првата, само кратко би се навратил на коалицијата околу СДСМ, станува збор за прв пат во македонската историја за една македонско-албанска предизборна политичка коалиција. Македонското општество, македонскиот политички систем нема искуство со овакви македонско-албански предизборни коалиции, има искуство со политички коалиции на големите партии со партиите на помалите етнички заедници, но македонско-албанска политичка коалиција како искуство немаме во нашата најнова историја и останува да се види како сето тоа ќе резултира. Во светло на оваа коалиција помеѓу СДСМ и БЕСА треба се наблюдува и конфликтот помеѓу СДСМ и ДУИ кој што гледаме дека е вибрантен, дека постои во овој предизборен период во овие денови по почетокот на кампањата. И втората новина, нели би рекол, и тука ќе завршам нели со кратка анализа за политичката кампања на ДУИ, а тоа е ветувањето на оваа партија за или барањето, политичкото барање оваа партија, нели да биде партијата која што ќе го делегира, од чии редови ќе дојде идниот премиер на Република Македонија. Во таа смисла и ова представува една политичка новина која што си има своји причини, но да не должаме како вовет, би застанал тука. Ова што го кажавте, отприлика е и окосница, содржина на дебатата што ќе анализираме вечерва, ги кажавте неколкуте поенти. Зиков, мислите ли дека со оваква профилација на пораки кои ги праќаат СДСМ и ВМРО ДПМН, всушност го прават она што најмногу се очекуваше од двете партии. Значи, СДСМ да ги реафирмира, според партијата незините, најголеми успеси, а ВМРО ДПМН да ги дискредитира
истите и да ги представи во негативно светло? Знаете што, многу се јасни пораките што сакаат и ВМРО, ДПМН и СДСМ да ги пратат. Ти ги убаво дефинираше сега пред малку во тој дел. Она што не е јасно, што и овие денови на една друга телевизија истото го споменав, е определбата за обнова кај ВМРО ДПМН во програмата, од аспект како ја почна првиот ден кампањата со кичмата, со она навиеност надолу, не е јасно на што е целта на ако се добие власта. Значи, каква политика ќе се води ако се добие власта потоа. Значи, ВМРО во низа, неколку години наназад, е тотално нејасна ако тој дел од кампањата реферира на двата меѓународни договори со Грција и со Бугарија, промената на нашето уставно име и сегашното име Северна Македонија, ако на тоа се реферира и на договорот со Бугарија, тогаш прашањето е нели е манипулација оваа политичка програма што ВМРО ДПМН сега ја пласира, преточена во спотови, во предизборни пораки и така натаму, пред се за нејзиното гласачко тело. Затоа што, знаете, ќе дојде 15 јули. 15 јули е за 2 недели. Билдањето на очекување кај гласачкото тело под хипотетичка ситуација ВМРО ДПМН да прави влада или да победи на изборите, нејзиното лидерство го става во безизлезна ситуација од аспект на тоа, на комуникацијата со спотовите во моментот. Што ќе спорача по тоа спотовите? Од тука ова може да се толкува на два начина. Или во ВМРО ДПМН се свесни дека нема да прават влада и ќе ги изгубат изборите и го користат овој период уште еднаш да да го исплукаат СДСМ, ЗАЕВ за одстапките што наводно се направени, без некоја посебна политичка анализа во сето тоа и без посебна одговорност према македонските граѓани. Значи, од тој аспект, заради тоа што овде треба на крајот на денот да се живее, не е за занемарување гласачкото тело на ВМРО ДПМН, кои се наши сите сограѓани во оваа држава, нели, во тој дел треба да се живее понатака заедно, ние сме мултиетничко општество, значи тука не се води многу сметка за тој сегмент. И манипулацијата кон членството со билдањето на таквите очекувања. Тој втор сегмент го гледам. Што се однесува до нивната програма обнова како таква, значи политичка програма, исто така е нејасно заради тоа што иако они за себе во своето гласачко тело веројатно пораката е силна, се распаѓа државата, ние треба крајно време, последен час да се обнови. Тука е битен моментот што е тоа што треба да се обнови. Затоа што од моментот кога е направена владата во 2017 година, во Македонија неколку пати се гласаше. Не се гласаше на локални избори, се гласаше на претседателски, се гласаше на референдум и сега четврти пат се гласа. Од тој аспект, за многу кратко време, многу пати се гласаше и сега се поставува логичното прашање што е тоа што треба да се обнови, а што за толку кратко време па е растурено. Или еден мој колега денеска ми вика, да, треба да се обноват, вика, фасадите на неколку згради што паднаа заради гипсот од Скопје 2014, тоа треба да се обнови. Точно е тоа, меѓутоа тоа не е правено во ова време. Тоа е правено во некое друго време. И ако ми дозволиш само за крај за овој вовед, овие избори по неколку нешта се поразлични од речиси сите избори во овие 30 години. Се разбира, ова е моја лична анализа, лично размислување. Една од можеби од најважните работи е што на овие парламентарни избори Македонија повеќе во фокусот на политичките анализи и на дебатите во предизборниот период нема историски прашања за решавање. Значи, ние за прв пат веќе немаме некои големи историски прашања на кои треба да се дели македонското гласачко тело и така натаму. Значи, тоа е една голема придобивка од политиката во претходниот период од 3 години која се водеше. Значи, буквално успеа да ги тргне на страна големите теми, како името кое е решено, како некои договори, членството во НАТО кое на последните гласања било да било тоа парламентарни, локални избори и претседателски избори било можда главно членство во НАТО и почеток на преговори со Европска унија. Сето тоа сега е решено и мене лично како поединец многу ме радува тоа што конечно ќе можеме да дискутираме, се согласувам со професорот,
Нема овде 30 години идеологија. Овие граѓани, македонските граѓани во овие 30 години поминаа низ многу тешки фази, транзицијски, социополитички и така, да тие се толку изнемоштени што не може, а партиите се направени од граѓаните, од тие исти граѓани, од македонските граѓани, така да не можете вие да дефинирате некоја посебна идеологија заради тоа што луѓето се или осиромашени, или биле аутсайдери во многу проекти во оваа држава, процеси политички што се одвивале, се вразувале тесно за политичките партии, од нив чекаат и така да ние во суштина имаме една ниска политичка сцена која треба да ја билдаме во годините, во циклусите на напред, да изградиме една нова култура пред се партиска и политичка. Ова што го кажавте на крајот во однос на затворените историски прашања, веројатно дека од ВМРО ДПМН не би се согласиле со вас. Па нека ги веројатно отворат дека веднаш би го потенцирале бугарското прашање и бугарските барања во ред. Друго е интересно што кажавте... Само ако може да додадам, значи, пошто е дебата, па можеме и вака да упаднеме. Многу добро забележуваш дека ВМРО нема да се согласи. Меѓутоа, пораката на секој граѓанин кој размислува со својата глава во оваа држава е во овој предизборен период, ако не се согласуваат, да бидат поексплицитни во отварањето. Да. Кога ќе го отворат тоа прашање, ако не го отворат сега, за да можат граѓаните да изберат и да гласат. Да, токму тоа и ми беше прашањето, бидејќи сега еве некако почнавме вака спонтано со програмата на ВМРО ДПМН, ќе зборуваме малку за неа, за да бидеме така фокусирани по блокови, па ќе се префрлиме и на СДСМ. Спасеновски, ова околу историските прашања, едно, и второ, господин Зиков што го вели за договорите. Ако ВМРО ДПМН ги таргетира договорите од Преспа и договорот со Бугарија, партијата до сега немаше јасен став, иако многу пати беа прашани, дали ќе ги поништа договорите. Беше одговорот дека доколку имаат двотретинско мнозинство, Бадентерово, согласно Уставот, што е во пракса невозможно. Така да, што мислите за овој став на господинот Зиков околу искреноста на партијата што оди со оваква кампања? Видете, значи, ние мораме да правиме разлика помеѓу склучувањето на овие договори за кои што вие зборувате и ефектите кои што тие ги произведуваат. Сметам дека ВМРО многу прецизно во овој дел, и тоа би можел слободно да го заклучам во ова и во секоја друга прилика, дека многу прецизно се позиционира во однос на посочените договори со Република Грција и со Република Бугарија, првиот нели за името, вториот за добрососедство и за пријателски односи, не негирајќи го нејзиното постоење и фактот дека тие предизвикуваат правни последици за македонската држава. И тука вие не може да сретнете ниту еден политичар на ВМРО ДПМН кој што повикува на експлицитна, драстична, драматична ревизија. Меѓутоа, ќе сретнете огромен број на критики, не само од страна на представници, функционери, челници на оваа партија, туку и од голем број на други граѓани кои што се противат на начинот на кој што беа затворени овие прашања и кои што се противат на последиците кои што тие ќе ги предизвикуваат во годините што следуваат. Факт е дека особено македонско-грчкиот спор беше затворен. Меѓутоа, како што повеќе пати беше тоа споменувано од представници на опозицијата, во него има како и тоа може слободно да се заклучи еден езоповски начин на кој што се приоѓа во однос на решавањето на голем дел од отворените прашања кои што се резултат на склучениот договор помеѓу Македонија и Грција. И таквиот непрецизен јазик не гарантира немање нидни проблеми во иднина во однос на споредните нешта кои што извираат од договорот за името помеѓу Македонија и помеѓу Грција. И во таа смисла не би се согласил дека ние сме ги затворили историските прашања. Ние склучивме договори за решавање на билатералните проблеми помеѓу Македонија и Грција и помеѓу Македонија и Бугарија. Меѓутоа, начинот на кој што беа затворени овие прашања, сметам дека ќе генерира последици во иднина и не гарантира дека како би рекол ќе биде генериран нов оптимизам во односите помеѓу Македонија и Грција и помеѓу Македонија и Бугарија. Заради тоа што, и тоа сум го кажал и во други прилики, суштината на договорите
е да се надминат недоразбирањата и да се постави основа за нов оптимизам во билатералните односи на дотогаш спротивставените страни. Договорите помеѓу Македонија и Грција и Македонија и Бугарија ја немаат во себе таа основа, барем во овој момент тоа не можеме да го видиме, која што ќе овозможи да се генерира тој оптимизам, да се спречи таа инфлација на лоши вести во Грција во однос на Македонија и во Македонија во однос на Грција. Предпоставам дека е потребно време да помине, верувам дека и страстите ќе се смират и во нашата држава и во Грција и дека во светло на интеграцијата на државата во Европската унија ќе се воспостават разни механизми за одржување за развој и за унапредување на меѓусебната соработка. Во таа смисла да се вратиме на позициите на опозицијата. Опозициите на ВМРО ДПМН се критички кон овој договор. Такви беа и позициите на сега владеачката партија во Република Грција. Критикувањето на договорот е право кое што го имаат политичките партии и граѓаните во оваа држава, укажувајќи на негативните последици. Меѓутоа, она кое што е важно да се укаже е, како би рекол, доследноста на сите политички партии во државата од аспект на имплементирање на преземените обврски на државата по согласно со меѓународното право. И тоа само зборува за една сериозност и на политичките структури во земјата и на самата држава како таква. Но дали Тоа би кај значило гласачите- дека, дали кај според мене, гласачите се подгрева надеж, ова што го зборува господинот Зиков, иако експлицитно ВМРО ДПМН тоа не го кажува, Да. дека доколку тие дојдат на власт, дека на некој начин овие договори ќе ги ревидираат, поништат, сменат. Јас мислам дека ние ќе влеземе во една ера на една принципијална, би рекол, можеби потесна, обид за потесна примена на одредбите од договорот, со оглед на фактот дека овој меѓународен договор е повеќе од 10 страни долг, со еден куп на одредби, прецизирања во голем број на сфери, и мислам дека ние ќе влеземе во една ера во која што и од страна Република Грција и во случајот доколку ВМРО ДПМН победи и формира влада, ќе имаме еден период во кој што ќе се настојува на еден порестриктивен, би рекол, начин да се санираат, да се примени договорот и на тој начин да се санираат некои од најштетните последици кои што ги произведува овој меѓународен договор. Добро, но тоа е, нели, би било во сушта со спротивност на двете страни, бидејќи секоја страна доколку сака, ве молам кратко за да, бидејќи Со внимание го проследив професорот Спасеновски во овој дел. Имам две кратки забелешки, значи на ова како мој став. Прво, граѓаните професори тоа нема да го, граѓаните гласачи на ВМРО ДПМН тоа нема да го перципираат на начин на кој вие сега многу убаво го објаснивте. Значи во тој дел. Гласачите на ВМРО ДПМН сета оваа политика за грчко-македонскиот договор и за бугарско-македонскиот договор го гледаат кроз призмата дека кога и да ВМРО ја земе власта, дека таа ќе се ревидира. Тоа е општо гледање на договорот. Од друга страна, политиката, тоа е број 2, политиката на ВМРО ДПМН е кога таа би правила влада на начин на кој се дефинира нивниот политички став визави овие два договора, би била во суштина кочење на договорите, рестриктивно поимање на се што е внатре, тргнување со неволја да се прават, да се реализираат договорите, а тоа во крајен ефект, да не заборавиме, и зашто ги правиме овие два договора, меѓународни и така натаму, тоа ќе биде голема кочница на патот на Македонија во евроатлантските институции. На Македонија многу итно и брзо и треба силно темпо на интеграција према Европската Унија. Како би полесно да се реформира, политички, правно, финансиски, 35 глави таму, како побрзо би дошле фондовите кои ќе бидат финансиска подкрепа на тие реформи, и ние во ниеден момент не смееме да задоцниме, што се вика, ни една минута на тој пат. А оваа политика, кај оваа партија со оваа програма, не гарантира брзо одење кон тоа. Да не заборавиме, со ова завршувам, дека ние како држава, како политичка сцена, без разлика во моментот тоа го направи Зоран Заев и Социјалдемократскиот сојуз кога дојдоа на власт во 1997 година. Главната стратешка цел зошто се правеа компромисите со Грција, па и со Бугарија, ако сакаме,
беа евроатлантските интеграции. Тие не се правеа само заради компромисот како таков во Македонија, па од таму сега предавник било овој, предавник било оној. Никој не го правил тоа за да ја предаде државата, националните интереси, државните интереси и така натаму. На крајот на денот овде живеат, ова е мултиетничко општество, живеат и многу други етнички групи на кои овие проблеми на македонскиот народ им се туги, па им се далечни, па викаат ние сме граѓани тука и сакаме брза интеграција во Европа, а вие решавајте си ги вашите тестонационални проблеми. Сакам и тоа да го додадам како. Да, добро, да. Јас по ово прашање ќе биде многу краток. Избирачите на ВМРО, треба да им биде јасно дека и ако победи ВМРО, ако гласат за неа, бидејќи сметат дека она ќе ги ревидира и така натаму овие договори, треба да им биде јасно дека тоа нема да се случи. Тоа 100% нема да се случи. Секој избирач, гласач за ВМРО, ова треба да го знае. Доколку ВМРО, кога би ги добила изборите и би направила влада и би тргнала по тој пат, тогаш Македонија ќе дојде во колапс и веќе незината иднина е во знак на прашање, бидејќи тука тогаш ќе се активира албанскиот фактор во Македонија. И албанците нема да толерират секакви размислувања на ова политичка организација, бидејќи ВМРО не действува како политичка партија, него како политичка организација и нема граѓаните албанци во Република Македонија нивната иднина да зависи од ќефот на ВМРО. Кога ќе дојде на власт ВМРО, што сака ќе прави и сите други треба да ќутат. Па нека му биде и со 20 и со 30 пратеници Али Амети, нека го тера истата политика што го тераше со Груевски, нема граѓаните тоа да го дозволат. Затоа да завршам, граѓаните сакат, доколку ВМРО тргне да ги стопира овие евроатлантски интеграции, бидејќи во НАТО веќе сме членка, тука нема што да се направи, ако ги стопира, едноставно ќе се покаже дека на ВМРО не и интересира нити државата, нити ништо, него интересира самата да биде на власт. А во овој случај албанскиот политички фактор и како ќе се активира. Токму тоа сакав да ве прашам, ќе ви дадам само кратко. На изјавата не сме дошли до тоа за албанец премиер, но сепак во тој контекст. На изјавата на Али Ахмети за албанец премиер, одговорот на Мицкоски е дека на македонците им е досадено веќе да бидат граѓани од втор ред. Дали е тоа Како ви се молам него? Значи на барањето на Дуи за албанец премиер, Мицкоски вели. Да му кажам, ја сега карикирам, нели, на господинот Ахмети, неговиот одговор е да внимава што збори, бидејќи на македонците им е досадено да бидат граѓани од втор ред. Тоа е одговорот на Мицкоски на барањето за албанец премиер. Сега, ова ве прашувам во контекст на понудата на ВМРО ДПМН за кичмата, за обновата за Исправи се Македонија, за оние спотови со луѓе кои што одат со свитка на рбет, кои на крај се исправуваат. Дали ова е втората порака, која оде и веќе во таа меѓуетничка димензија на ВМРО ДПМН, освен со договорите, кај што вели и внатре македонците нема да бидат веќе граѓани од втор ред? Видите, Мицковски сака да каже дека албанците се граѓани од втор ред и нема што овој да бара премиер албанец. Бидејќи по сите параметри во стопански, во културен, во било каков смисол да се земе, албанците се граѓани од втор ред.
Западна Македонија е претворена во економска колонија на другиот дел на Македонија. Во Западна Македонија немате производство. Западна Македонија произведува за своји потреби, за потребите не на Македонија, на своите потреби доволно само компири и пченка. Ништо друго не произведува Западна Македонија. Да. Во Запад, да, Да, може, добро. сакам да кажем, знаете ли вие дека во Западна Македонија нема кино сала? Нема кино во Западна Македонија. Во Западна Македонија нема музеи и така натаму. 2007 година е донесена одлуката за изградба на библиотека и театар во Тетово. 2007 во втори месец февруари 2007 е донесена одлуката. Камен темелникот е поставен после 7 години, 2014, до сега не е завршена нити карајапијата, а тоа сигурно уште 3-4 години ќе потрае. Значи, неколку 15, 16, 17 години во Тетово не може да се изгради еден скромен театар, скромна библиотека. Да, но господине Несими, тука критичарите ќе ви кажат дека сега условно кажано не ви се виновни македонците, албанците партиципираат во власта сосема рамномерно. Имаат градоначалници. Значи и на локално и на централно ниво. И министар за култура имате. Не, видите, ја го кажувам, Не, не е да, битно. Се во власта, не се во власта. Ми разбирате, тоа апсолутно не е битно. Јас зборувам за состојбите. Зборувам за состојбите. Само еден податок. 57% на родените деца од општина Теарце, Желино и Боговиње минатата година 2019 се родени во странство. Да, Да. добро. Ми разбирате што значи? Од 100 деца 57 од овие три општини каде негде 93-4% се албанци, родени се во странство. Сега ја по ова прашање, иселување и така натаму, повеќе не сакам да дискутирам, ми се чини со тоа се покажува све каде ни е населението. Да, добро, Без Спасеновски, оглед кој бил на власт и така натаму. Мислам дека Ова е состојба. само ве молам Кусо, имаме еден блок реклами, па ќе продолжиме со вас потоа. Ова за кое што реферира господинот Несими е проблем. Тој како основа за анализа ги зема дел од општините во Тетовско-гостиварскиот дел на државата, меѓутоа ова не е поразлично и во останатите краишта на земјата. Не реков дека е поразлично. Ова само зборува според мене за фактот дека една од политичките партии кои што се борат за гласовите на албанците предолго е на власт и дека како резултат на долготрајното практикување на власта веќе влегува во зона во која што можеби тие релации со очекувањата на граѓаните во однос на решање на нивните проблеми стануваат се помали, а можеби во одредени случаи ги нема. Тето има градоначалникот Дуи, власта, клучните министерства од 2002 година со еден краток период 2006 до 2008 се во рацете на Дуи како коалициски партнер на поголемата македонска партија и ова е само еден добар податок во однос на политичките ветришта кои што можеби ќе се развиваат кај албанскиот блок, но за тоа бидејќи гледам кажувате за потребата од реклами, за тоа верувам дека ќе дискутираме вториот дел од емисијата. Мораме сега да направиме на кратка пауза за реклами, брзо се враќаме во студиото, останете со нас.